Добар ден и добредојавте во студио 10, термин предвиден за предизборна дебата. Пред нас е нов предизборен циклус, заедно со него и нови луѓе кои што ќе се борат да станат дел од Советот на град Скопје. Тие се носители на советничките листи и представници на различни политички опции, но секако со една заедничка цел – да направат нешто повеќе за да го креираат животот во град Скопје секако на подобро. Добар ден им велам на 5 представници на парламентарните партии. Добар ден пред се на господинот Даме Димитровски од ВМРО ДПМН и коалицијата. Добар ден и благодарам за поканата. Така, добре дојдовте. Добар ден и велам на Катерина Цаневска, независна кандидатка поддржана од СДСМ и коалицијата. Добар ден и благодарам за поканата што ни овозможивте да ги представиме своите планови и визии за поубаво Скопје. Така, добар ден и за господинот Горанчо Кутевски од ЗНАМ. Добар ден, поздрав до гледачите и благодарам за поканата. Така. И добар ден за Катерина Јовановска од Левица. Добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата. Сакам да изразам една огромна благодарност до телевизија 24, бидејќи сега е првата, а најверојатно единствената телевизија која што еве мене лично како носител на советничката листа на Левица ми овозможи да учествувам во една дебата и да ги представам нашата предизборна кампања. Очигледно цензурата кон Левица не важи само за платеното политичко рекламирање, туку и за дебатите, и за тоа уште еднаш ви благодарам за можноста да се представам и себе си и мојата политичка партија. Добар ден и за господинот Ристо Пенов од ЛДП и коалицијата Искуство за успех, Либерално-демократската партија. Добар ден. На самиот почеток би ги споменала правилата, бидејќи нели во еден час би требало да ги кажете вашите визии, вашата одлучност и мотив за тоа зошто нели сте носители на советничката листа, кој се ќе биде во советничките листи и што ќе направи, каква е визијата за град Скопје. 2 минути за почетно представување, 1 минута за реплики и контрареплики. Повелете со вашето излагање 2 минути за тоа како ја гледате визијата за град Скопје и што практично ќе направат нели советниците, колку е важна клучна улогата во комуникацијата со идниот градоначалник. Убаво рековте, јас сум нов во оваа тема и редно е да се представам. Јас сум професор Даме Димитровски, доаѓам од Машинскиот факултет во Скопје. Имам 20 годишно искуство поврзано со науката, со техниката, со имплементација на меѓународни проекти. Генерално поле на кое што работам е управување со отпад и намалување на емисии од различни процеси поврзани со согорувањето. Сум работел и во разни други здруженија поврзани со комората на инженери, со инженерско работење, со поголеми тимови и слично. Сега мислев дека е право време да се излезе од комоцијата на универзитетските клупи. Она што знаеме таму да го спроведеме како проекти, како наука, каде што резултатите се предвидливи, каде што методологиите се поставени, сега да пробаме да го поставиме во градот Скопје. Да пробаме да пресликаме некои научно докажани методи за управување, проектен менеджмент за управување на проектите во градот Скопје и да го доведеме градот во една вистинска состојба. Советот на градот Скопје има можност да поставува политики, има можност да поставува програми, има можност да планира долгорочно, има можност да ги насочува работите и мислам дека тука е правото место да се отвори вистинска дебата, тука е правото место да се создадат вистинските политики на градот, да се насочат изборите на граѓаните, да се преточат во програми на градската управа и со тоа да им се помогне на граѓаните да добијат град по своја мерка. Така, добро. Имате уште малце од вашето време, меѓутоа ако ќе го искористам понатаму во представување на проектите, се надевам повеќе. Кате повели 2 минути за тоа што ќе бидат конкретните и клучните работи на кои што ќе се фокусира советничката листа која што ја предводиш. Јас сепак не би се представувала, директно ќе почнам со состојбите и решенијата за Скопје, бидејќи изминатите 4 години Скопје буквално беше држано во заложништво. Скопје беше заглавено во политички инает, во административен хаос. Наместо план и развој добивме блокади, скандали и наети од советничките групи во кавгите со градоначалничката. И она што го гледаме сега е град полн со депонии, со смет, смрди на сите страни, имаме нефункционална администрација, имаме нефункционален јавен превоз и пред се нефункционални јавни предпријатија. Затоа нашиот пристап е јасен, одговорен и транспарентен.
Нудиме 3 решенија, бидејќи така беше договорот да говориме за 3 основни што ќе бидат решенија во првиот период. Тоа е чист и зелен град. Тоа ни е можеби најопходно на сите во Скопје, на сите што доаѓаме, што живееме во Скопје и на сите добронамерници што доаѓаат во Скопје. Затоа предвидуваме спроведување на сеопфатен план за справување со отпад, воведување на систем за селекција од домакинствата и сериозни казни за дивите депонии. Тоа е она што го видовме особено последниве месеци и со проблемите со кои што се соочивме. Потоа имаме проширување на зелените површини и заштита на парковите. Ја чувте веќе неколку пати нашата идеја за 15 паркови за 15 месеци со засадување на 10.000 дрва. Вториот голем проблем што треба да се реши е ефикасен и модерен јавен превоз. Ние всушност сега и немаме јавен превоз. Иако знаеме колкави беа и очекувањата и ветувањата од бесплатни автобуси, од набавка на не знам колку автобуси, ние сега немаме јавен превоз. Затоа нашиот план е набавка на нови екоавтобуси, енергетски ефикасни и достапни за сите. Потоа интеграција со приватните превозници, воведување на дигитална картичка и секако, доколку не стигнеме да говориме за јавниот превоз, реализација на БРТ превозот, тоа е брз, ефикасен и еколошки јавен превоз, кој што ќе значи во 2 фази би се одвивал. За првата фаза веќе се обезбедени пари, ќе биде на 13 километри со 21 постројки и ќе може да циркулираат по 56.000 граѓани. Тука завршува. Добро. Господине Котевски, повелете. Најпрво да нагласам дека знам Движење за наша Македонија по прв пат учествува во овие локални избори со советнички листи и со двајца кандидати за градоначалници во Куманово и во Центар. Ако направаме на куса анализа зашто јас се вложив и како пионер во политиката и влегов во политиката, тогаш со една реченица можам да заклучам дека и да кажам дека не можам да стојам од страна, иако имам полукомфорен живот, имам добра пензија, и да гледам сеир како општините одаат 5 чекори назад, а ни еден напред, а тоа се однесува и на државата. Јас сум го положил животот и сум го ставил некогаш на коцка за оваа држава и неприродно е да седам од страна и да дозволам младите генерации кои едноставно заминуваат од нашата држава и не ја гледаат перспективата. Сметам дека со моето животно и професионално искуство можам да придонесам во развојот на општините, во она што се нарекува функционална општина и функционална локална самоуправа. Јас сум прв пат во политиката, како што кажав, меѓутоа и 50% од членовите од советничките листи се прв пат во политиката и сметам дека вклучувањето на овие луѓе представува еден предизвик, голем предизвик да влезат во советот и да бидат не само корекција, него да придонесат во делот на управувањето со општината заедно со градоначалникот како најодговорни органи во работата и во управувањето со општините. Така, кате повеле не си ти прв пат во советот, меѓутоа еве твоите минути за тоа на што ќе ставите фокус во доколку ја добиете, нели си како така Светле. Политичката партија Левица за прв пат влезе во советите пред 4 години на минатите локални избори. Искрено јас, значи како актуелен советник, тогаш прв пат станав советник во Советот на град Скопје и влеговме многу амбициозно, мислевме дека во советот ќе се дебатираат за проекти, за да се направи Скопје поубаво место за живење, бидејќи верувам сите сме од Скопје и сите сакаме да го видиме Скопје како една светска метропола, како поубаво место за живење. Меѓутоа, за жал, она што се случи во Советов изминативе 4 години, иако сум прв пат советник, можам да кажам дека е најдеструктивниот состав на Советот до сега. Советот на град Скопје, наместо арена каде што ќе се промовираат проекти со кои што ќе можеме да го направиме Скопје
подобар и поубав град се претвори во арена за меѓусебни внатре коалициски препукувања на коалицијата за модерно Скопје, која што победи на минатите локални избори и која што победи токму со ветување дека ќе го направи Скопје модерно, дека ќе донесе 250 нови автобуси, дека ќе го направат јавниот превоз бесплатен за сите. Меѓутоа, еве 4 години отпосле, гледаме дека нема ниту нови екоавтобуси, јавниот превоз не е бесплатен, не само што не е бесплатен, туку воопшто и го нема. Значи, ние се изменативе години за прв пат се соочивме со штрајк во јавното сообраќајно предпријатие, со тоа да луѓето немаат автобуси, немаат како да стигнат на работа, учениците не можеа да стигнат на училиште, пензионерите не можеа да стигнат на лекар, да ги обават своите лекарски прегледи. Значи, се соочивме со еден таков колапс на градот, да навистина некој треба да сноси одговорност за тоа. Значи 4 години отпосле гледаме дека Скопје не само што не е модерно, туку е целосно колабирано и за тоа сметам дека коалицијата која што го предводеше изменативе 4 години, коалицијата за модерно Скопје, треба да биде казната од страна на народот во недела на локалните избори. Господине Пенов, повелете, бидејќи ете и од позиција и на поранешен градоначелник во Советот, како еве ќе и практично што ќе направите за можеби да се подобрат овие состојби во Скопје? Прво и основно и мотивот зошто влегувам во оваа трка е да го деблокираме градот. Оваа блокада меѓу Советот и градоначалничката не смееме да дозволиме повеќе да се повтори, затоа што последиците се руинирање на сите системи и долгорочни проблеми за решавање во градот. Новиот состав во кој се надевам ќе успееме да влеземе, тоа повеќе нема да го дозволи и скопјани ќе добијат барем функционална политичка институција која што на некој начин ќе ги решава проблемите. Кога сме кај проблемите, јас влегувам во Советот да разрешиме неколку клучни проблеми кои што му тежат на Скопје. Гледам јас во кампањата, сите се надпреваруваат со нови визии, со нови системи. Тоа се во Скопје постои, само треба да се решат оперативно проблемите кои што настанаа заради ваквото политичко девастирање на институциите во Скопје. Првиот проблем е Вардариште. Значи, Вардариште не труе секојдневно. Труе голем број, речи си цело Скопје, никој таму не влегува да измери што од Вардариште излегува. Јасно е дека метан и отровни материи излегуваат затоа што долги години, 30 години тоа ѓубре врие под покривката која што е несоодветна за таков тип проблем и ќе бидам тој што ќе инсистира тоа и градоначалникот и Советот да го решава. Вториот проблем е Бидејќи вака, ќе ви дозволам уште една минута поради самиот факт што го споменавте едно од клучните прашања за кое што ќе почнеме еве конкретно по делови и по теми. За Вардариште. Конкретно уште една минута добивате, а потоа секако секој реплика, контрреплика или можеби можност по една минута вашата визија за решавање на овој проблем. Повелете. Да, решенијата за Вардариште постојат. Тие се анализирани, направени се студиите како тоа треба да се решава. Единствено потребно е политичка волја и за таа волја да ја внесеме во Советот и се кандидирам, за да тој проблем во следните 4 години, кој по проценките од студијата чини 30 милиони евра, да отпочнеме да го реализираме. И да ги ослободиме скопјани од овој проблем. Денес речи си се уште не почнато грејната сезона, во Скопје не се диши. Тоа е резултат на Вардариште. Така. Господин Димитровски,
повторно ете би го ќе се вратиме нели да го запазиме редот. Кој е вашиот план да го решите овој сериозен проблем? Значи скопјани сите сме засегнати од тоа, независно сега дали говориме нели и за градоначалници што ќе бидат и за градоначалникот на град Скопје и градоначалниците на останатите општини. Сите го дишат овој загаден воздух. Рековте на старт уште не сме и на грејна сезона, зимскиот период, практично е невозможно во Скопје се диша. Каде се решенијата што ги гледате? За воздухот во Скопје зборуваме или за Вардариште? За Вардариште поконкретно. Директно поврзано и со воздухот. Така е. Вардариште е проблем во Скопје уште од неговото почнување со работа, несоодветно избрана локација, но станува проблем кога е запоставено кога се преминува кон работа во следната депонија во Дрисла. Вардариште тогаш останува, мислам дека 1997-8-9 година некаде останува во оваква форма и до сега останува нетретирано соодветно. Од тогаш се пропишани и европски директиви како треба да се применува, како треба да се третираат ваквите запуштени депонии. Направена е и добра физибилити студија во која што е анализирано количеството на отпад, зафатените води, заробените гасови во депонијата и како треба да ги истретираме за Вардариште да стане нормален простор во кој што може да функционира во градот во кој што се наоѓа, односно во Скопје. Така што планот за работа е да се примени физибилити студијата од 2014 година, последното решение со кое што ќе може во рок од 4 години ова да стане пристојно место на кое што може да се одвиваат активности поврзани со парк, проширување на капацитетите на лајка, микропретоварна станица по европски стандарди за секундарна селекција на отпадот. Кате? Вардариште? Значи, повторно за Вардариште, да... Иако јас имав само една реченица на она што ни беше оневозможено, реплики и контрареплики, мислам дека сите го испуштивме оној многу важен дел, нефункционирање на јавните предпријатија. Тие се заглавени и нефункционални и мислам дека првото нешто можеби што треба да се направи се да се стават јавните предпријатија во погон, да престанеме таму да се ставаат партиски кадри и секако да се размисли околу управните одбори дали се функционални, дали се воопшто потребни за функционирање. Инаку она што треба да се каже дека отпадот не е само комунален проблем, туку тој е и ресурс. И така и треба да го третираме. Инаку Вардариште морам да кажам дека почна со санација некаде во 2019 година и тогаш имаше, да ме ке се подсети, имавме и поддршка од Европската унија со средства, да. Во 2019 година почна да се чисти, беше оградено и исчистено. Она што му е сега неопходно на Вардариште, меѓутоа после тоа, тоа престана. Мислам, тоа беше еден краток период кога беше Вардариште средено. После тоа, Вардариште, знаеме што ни се случи. Вардариште треба 24 часовен надзор да имаме, Вардариште треба да биде опколено и она што е неопходно да се договориме со граѓаните што тие сакаат. Тие не сакаат таму тоа што многумина го нудат. Ќе го чујам уште мислењето, да, и на господинот Котески и на Кате, а потоа сега го користите ги можностите за реплика и контрареплика, особено за овој проблем, да ги почнеме тематски како проблеми да ги гледаме работите. Јас, што се однесува до Вардариште, не сакам ништо да додавам, тој е проблем кој 20 години постои во Скопје, и се сложувам ова што го кажува Кате и Даме и така натаму. Јас би сакал малце поширока слика да дадам на некои случувања што придонесува 30 години да имаме ова состојба ние во Скопје. Прво, одговорноста не постои никаде. Еден градоначалник доаѓа, другиот заминува, остава долгови, советниците, управните одговори, никој не одговара. 30 години. Прва работа. Втора работа, општата култура на народот, на граѓаните е во општественото живење и во делот на собрајкејот и така натаму е на ниско ниво. Мора да преземеме мерки на некоја добука, на казни и така натаму да таа општествена свест се подигне. Следно, образованието и воспитувањето во делот на, ќе ми дозволите да завршам овај реченицава, затоа што е еден дел. Образованието и од градинките практично, па преку основното, средното образование не ни е на потребно ниво. Јас би употребил само една работа. Ние мора да внимаваме, да не фаќаме врски и да почнуваме од градинка да ги запишеме децата, па се да добиеме, извинете, вака во оваа емисија до гробно место. Ние така ни тече системот и тоа е проблем кој се јава.
И се сложувам, да завршам само, извинете, со јавните предпријатија. Ова потполно што го кажа Кате, се сложувам, таму треба да стојат стручни луѓе, реорганизација итна, нова техника, пари ќе се најдат и така мора да тече работата. Иначе пропаднавне, отиде Скопје уште во поголема дупка. Ова што не се случи со Вардариште, па и со Трубарево е доказ само за нефункционалноста на институциите. Видовме ние пред неколку дена, тројца беа осудени за подметнување на пожарот во Вардариште, што е уште еден доказ дека доколку се превенирало, доколку институциите си ја завршиле својата работа, можеби ќе се спречеше пожарот во Вардариште. И не само Вардариште, во Скопје е преплавено со диви депонии и прашање на време кога ќе ни се случи некое ново Вардариште. Значи дека институциите треба да си ја вршат својата работа. Најпрво, ние имаме тенденција тука сите да ги решаваме последиците, меѓутоа потребно е да се реши на превенцијата. Превенцијата е многу важна. Значи доколку институциите се завршаа работата и Вардариште беше обезбедено, можеби на време ќе се лоцираат тие лица кои што го подметнале пожарот и ќе се превенираше пожарот. Исто така, ние сега не можеме да се правиме експерти, сите сме различни тука по професија. За решавање на Вардариште ќе се консултираат експерти и они, стручната фела, ќе си го кажаат последниот збор што е најдобро и како е најдобро да се реши, меѓутоа мора да се почне со функционирање на институциите, да се завршат работата во однос на превенцијата, а потоа ќе ги решаваме симптомите. Користите ли така? Јас не толку како реплика, но сакам да кажам дека Скопје е прерипано во доделувањето на средствата од унгарскиот кредит. Тоа беше најавена огромна свота на пари која што можеше да го реши и Вардариште, и опремата за комуналните предпријатија, заради која пак многу и општините и градот се уште изфрлаат ѓубре во Вардариште и сликите што ги гледавме, особено во делот на Вардариште од Газибаба, е свеж отпад кој е сега изфрлан, што повеќе не смее да се дозволува. И јас без оглед на тоа што Скопје не ги доби тие унгарски пари, во буџетот, 4-годишниот буџет кој е околу 400 и нешто милиони, од кои 120 се оперативни, гледам простор 30 милиона да се издвојат за Вардариште и тоа ние еднаш за секојаш да го решиме. Значи, од сега натаму, само политичката волја на тие што одлучуваат, од политичката волја ќе зависи дали Вардариште ќе се реши или и понатаму ќе и труи Скопјани. Така користите. Повелете. Ова што господин Опенов го кажува за политичката волја, јас сметам дека политичката волја не треба да биде застапена само од една партија и платформата на Знам Движење за Македонија е да изнајдеме механизам на советите, на советниците, она што е во интерес на граѓаните, значи на граѓаните, да биде едноставно пласирано и да биде застапувано од сите партии. Доста му е кавги на овој народ и расправи. Ние од тие кавги потонуваме секојдневно. Не можеме ни еден реален проблем да решиме најобичен, а граѓаните се оптеретени со сите, со динамиката и ова што се случува и во пошироката слика во регионот, во меѓународна. Значи, овие тектонски пореметувања, ние стоиме како земја, како општини на ветрометина. Уште повеќе со нашиве и наети кои ги водиме, ние практично сме во една ситуација да уште повеќе тонеме и во ѓубре, и во загаден воздух и така натаму. И имам едно одма прашање до господино Даме, пошто минатиот пат зборна за овој во претходниот негово излагање во однос на делот за загаденост, за делот кој се однесува за еден прогрес во Скопје. Јас би сакал да поставам прашање како ние ќе ги решиме овие проблеми од 30 години кои се наталожи.
Ќе користите така вие од преискате. Ќе користам и реплика, ќе користам и да одговорам на генералот за прашањето. Прво ќе користам моделот на репликата дека Вардариште не било ниту оградено, ниту исчистено, тоа е така оставено од 1997 и такво стои. Ама слободно може во моето време, така. Овој проблем со Вардариште трае 30 на години и редовно се пали од разни несовесни граѓани, ќе кажам, но еве прв пат се случува дека институциите постапуваат значајно што граѓаните ја креваат топката високо што го држат ова прашање отворено и се случува и да се најдат кои се тие што запалеле и тие да бидат осудени и да бидат успешно затворени сите 4 влезови кон депонијата, иако таму живеат луѓе и луѓето кои што се таму прв пат да бидат попишани, да се увиди 100 деца кои што сега таму живеат, не се школуваат, дека треба да влезат во некаков систем и на тоа се работи колку што може да се работи после 30 години не грижа со овој проблем. Но ќе се сложам со генералот дека ова е само едно од парчињата каде што системот се распаднал. Ние треба да постапуваме вистински и да поставиме систем за управување со отпадот како што доликува градот. Најпрво да го собереме отпадот интервентно, да поставиме доволен број на контейнери, да поставиме доволен број на рути, да видиме кој контейнер кога треба да се собере, па во втората фаза да поставиме систем за селекција на отпадот, да им понудиме на совесниви граѓани кои што сега дома селектираат каде можат тој отпад да го стават. Со секундарната селекција на пречистителна станица, да можеме да го искористиме овој ресурс, да се врати како средства за градот, а на крајот да им понудиме можност, она што ќе остане како неискористено за материјал за енергија, да биде соодветно депонирано. Кате повели ти побара? Да, јас навистина сум изненадена од представниците на двете политички партии кои што 30 години наизменично се менуваат на власт и во Скопје во државата, како ветуваат дека нешто во иднина ќе направат. Јас тоа и во собирите со граѓани го кажувам дека на граѓаните веќе им е достадено да живеат за подобро утре и да живеат во советување дека некогаш нешто ќе се направи. Па, побогу, 30 години се менувавте на власт, до сега требаше нешто да направите. Значи, имавте периоди кога имавте и локална и централна власт, тоа е во моментов случајот со ВМРО ДПМН, 4 години има локална власт во 7 од 10 скопски општини. Година и половина имаат апсолутна власт во државата. Со градоначалници, со мнозинство на советот во општините, председател на држава, влада. Што направивте за година и пол апсолутна власт за граѓаните? Кате повели ти побара? Освен што е неопходно, инаку се согласувам дека требаше многу побрзо да се интервенира за Вардариште и не да ни се случуваат демони да ни го палат Вардариште или како што беше кажано, или некои странски служби или диверзии некакви да ни се прават. Значи се знае дека институционалната негрижа е виновна и лошите решенија се виновни за Вардариште. Никој не е и неказнивоста. Се согласувам и за неказнивоста дека треба, меѓутоа за тоа треба и политички договор и договор во самиот совет. Ние знаеме советот како изминатите 4 години не функционираше, туку не функционираше буквално. Тоа е поентата, да не се гледа како на техничко тело, туку директен партнер што ќе биде во соработка. Советот е многу важен, иако многумина сметаат дека се ова градоначалнички избори, меѓутоа јас ќе кажам дека ниту еден градоначалник не може да функционира без добар совет кој што прави договори меѓу себе, затоа и таква беше ситуацијата. Градоначалничката не можеше така да се однесува доколку немаше поддршка или неподдршка од Советот на град Скопје. Само уште една реплика, само уште една работа, ако може да кажам, да ме го објасни тоа околу господинот Димитриевски, го објасни тоа околу селектирањето на отпадот. Да, тоа е многу битна работа, тоа е ставено и во нашата програма, меѓутоа уште една работа има. Оној отпад што е рециклиран и собран на тој начин, не може да се става во исти контейнери, во исти камиони да се пренесуваат. Тогаш е џабе. Повторно ние ставаме на исто место стакло, не знам што, и повторно загадува. Нема селекција. Јас само сакам да кажам, не би се согласил дека ние имавме некаква соодветна реакција на ова што се случи во Вардариште. Значи, тие пиеровски активности уапсивме некој што таму палел кабли или затворивме некој пристап до Вардариште, не е решението. Појдете на Вардариште, никој ништо не работи денес. Имаме Министерство за екологија, имаме влада, имаме општини, имаме јавни предпријатија, институции. Некој нешто таму треба да прави. Барем сега дознав, Европска унија ни донирала и
мерна единица која може да утврди кој тип отрови ни излегуваат од таму, од што да се штитиме. Дури ни таа не е однесена, барем да измери, да ни каже од што и колку е штетно да ги заштитиме децата во аеродром, во Газибаба, па дури и во центар. Тој воздух оди секаде низ градот. Сите го има дишаме. граница да му поставиме по општини и така. Кате повели барше. Да, Иве, да се надоврзам на именјачката, точно е дека Советот не функционираше изминативе 4 години, меѓутоа, еве бидејќи доаѓам директно од Советот, да ви кажам дека за одредени прашања Советот перфектно функционираше. Значи тоа е така, кога имаше очигледно одреден интерес. Перфектно функционираше Советот кога се носеа буџетите. Перфектно функционираше Советот кога требаше се зголеми цената по извозен километар за приватните превозници. Тогаш и СДСМ и ВМРО-ДПМН наместо да ги штитат интересите на јавното сообраќајно предпријатие, бидејќи е јавно сообраќајно предпријатие и е Советот оснивач на истото, меѓу себе се надпреварува колку повеќе да зголема цената на приватните превозници. Исто така совршено функционираше Советот и со советниците на СДСМ и со советниците на ВМРО-ДПМН кога требаше да се гласа за да се плаќа паркингот во трговските центри, Изгейт, Капитол, така да за одредени прашања Советот перфектно функционираше, не функционираше тогаш кога требаше да се брани народниот интерес, а за приватните интереси совршено функционираше. Не се согласувам целосно, можеби дел се гласало, меѓутоа колку што знам за буџетите, за првите 3 буџети, советничката група од СДСМ не гласаше, не даваше поддршка. Не гласаше, како не за првиот, не гласаше за последните 3 гласаше. Само да завршам, да ја завршам репликата. Кажете ни за автобусите, за автобусите како се гласаше? За еко автобусите? За еко автобусите. Сите гласаа, само ВМРО-ДПМН не гласаше. Јас изумно кратко само морам да прашам, ВМРО-ДПМН има само 16 советници во Советот од 45. Како овие одлуки со 29 за, 16 против не поминуваат? Ете така, точно. Иако ВМРО-ДПМН имаше 18 советници на почетокот, двајца ви се одметнаа, имате 16, меѓутоа само ВМРО-ДПМН и коалицијата. А каде ви се коалицијските партнери? Имате коалицијски партнери во ДУИ кои што се сега во Влен, имате коалицијски партнери со Алтернатива и Алијанса и еден советник кој што од партијата на Павле Трајанов исто така гласа со вас. Значи имате на СДСМ група отиде во значи имате повеќе од 16, имате мислам дека околу 22, меѓутоа за сите битни проекти кои што се од интерес на народот, Советот гласаше едногласно. Така да ако сакате вие да направите добро за народот, ќе добиете поддршка и од левица, а веруваме од другите партии. Само требаше да имате волја. За вие ги ветувавте еколошките автобуси, а вие не ги гласавте. Тоа е абсурд, најголемиот Ќе се абсурд. префрлиме, да, господин Котовски, да. Следна тема се автобусите, Јас овие сега расправи што се водат овде, сметам дека треба да ги испуштиме и да разговараме за некои проекти како да ги решиме работиве, а не само што поминало и да не кажуваме ке, него што треба да направиме стварно. Јас мислам дека досега си поставувам прашање како не изградивме една фабрика за обработка на ѓубрето. Како не ги искористивме површините во јавниве предпријатија да поставиме овие сончеви фотоволтаици за производство за струја. Како не го обновивме паркот за автобуси. И некој ќе ми одговори, ви треба пари. Ние мора да најдеме пари за во јавниот превоз. Не знам дали го користите, јас понекогаш го користам. Како сардини се луѓето внатре. Кога ќе излеза не може воздух да земе. Ајде, ја поставуваме и уште една работа, ве молам само да ја завршам една реченица. Ние безбедноста ја оставаме некаде во чошот. Ние не превенираме, се сложувам со Катерина, што го кажа. Превенцијата ни е на нула и испод нула. Зошто го кажувам ово? Направете само анализа последниве 10 години колку луѓе загина во пожар, во поплава, во сообраќајни несреќи. Ние воопшто не преземаме во општините соодветни мерки, ни за плановите за заштита и спасување, ни работа на надзор, ни инспекцијски служби. Тука се проблемите, тука лежат проблемите, тука ние треба да се насочиме. Господин Пенов, сакате контра реплика? Па не, нели го отвараме и ова прашање за јавниот превоз. Јас мислам дека
односно влегувам во Советот за да ја смениме веќе политиката и односот на градот Скопје и кон државните институции. За мене е катастрофален податокот од јавни финансии дека ЈСП има приходи од продадени карти само 12%. Тоа кој може да функционира со 12% прихода, 100% трошоци? Тоа се некаде недостиг од 20 милиони евра секоја година, кој треба градот да ги најде и очигледно не може да ги најде без оглед што се блокираат во Советот, тие пари ги нема. Ако некој носи одлука за бесплатен средношколски превоз, за не знам студенти, пензионери, тој со таа одлука треба да си го надомести тој трошок. Ние вака сме дошли, ветувањето на ВМРО од претходните избори е исполнето. Практично е бесплатен превозот. Ако се 12% приходите од карти, значи само сиромасите плаќаат. Сите други имаат бесплатен. Некакви институции, студенти, пензионери, не знам овој, оној, само на оној што му треба автобусот, тој мора да плати. Тој што нема. Тоа е неправедно. Тоа не може повеќе да се случува. Ќе си плаќаат тие што наметнале такво ослободување или градот нема да ја применува таа мерка. Ова е надлежност на градот и ќе се одвива онака како што градот ќе ја дефинира. Господин Димовски, ја поставуваме темата една со друга се надополнуваат, но мораме да забележиме дека навистина и овој горлив проблем, она што споменавте веќе, практично треба да им е достапен јавниот превоз на сите граѓани, а не да испадне дека е срам да се возиш и дополнително безбедноста во автобусите. Колку време не се сменети? Гласањето ќе го споменете во Советот. Колку пати требаше нели да се донесе одлуката? Околу 45 пати за нови автобуси. Целосно се согласувам и прашањето за јавниот превоз не е само прашање по себе за јавниот превоз, тоа е прашање на целото движење во градот. Ние со јавниот превоз треба да оствариме и други цели, односно да го намалиме бројот на возила кои што се движат во булеварите, да им овозможиме на луѓето со велосипеди да почнат комбинирано да го користат јавниот превоз со велосипед до јавен превоз или во него, па да можат да продолжат, и затоа мораме да овозможиме јавен превоз кој што е интегриран во градот. Градот во последниве 30 на години растеше во разни правци, а јавниот превоз не го следеше тој развој, така што во нашата програма е предвидено да се имплементира решението БРТ2 подобрено, не ова првично решение кое што влијаеше на главната цевка на градот, туку БРТ2 и да ги во првата фаза да се направат двете поголеми линии, првата од Бутел Радишани до Драчево и втората линија од Сарај до Новолисиче, со план како да се направи третата линија, таа од Козле до Автокоманда, а евентуално по изградба на булеварот Хрватска да се проектира и малиот ринг на овој БРТ систем кој што ќе овозможи и кружно движење. Овие БРТ автобуси кои што би се движеле во брза лента, која ќе биде овозможена од Safe City, очекуваме Safe City дека ќе почне да функционира од 1 јануари и ќе овозможи оваа десна лента да биде целосно испразнета, како што не е сега, треба да биде надополнет со помали еколошки автобуси кои што треба да го полнат БРТ системот од секое мало во градот. Јас ќе кажам, иако овие автобуси се еколошки, ќе бидат електрични, немаат емисија, тоа нема да го реши проблемот со емисиите од транспортот. Транспортот е огромен проблем во Скопје, има 150.000 возила, меѓу кои се таксисти, дистрибутери, приватни возила, службени возила. Сите треба полека да влеземе во некоја програма, да поминеме кон поеколошки возила, во следната фаза да поминеме кон подобар технички преглед кој што ќе им овозможи на овие возила да идентификуваат дека се загадувачи па да заменат некаков елемент, но градот треба да води со пример својата флотата на јавниот превоз да направи зелена, брза и сигурна. Господине Дане, ЈСП е овој губитник, од каде ви се парите? Така е. Не бил губитник, секогаш. Па не бил секогаш, ама сега е загуба. Сега имате вие загуба, имате и оператива од 500 луѓе, не може градот со овој буџет кој што го спомнуваме сега од мал број на средства да вложи во сите овие практики. Градот мора да се отвори кон сите механизми на зелени финанси. Постојат во светот, последен проект беше во Чиле,
во кој што Зелениот климатски фонд, Европската унија дури вложи во зелен транспорт таму, затоа што се намалуваат климатските емисии. Ние мораме како паметен град да ги користиме светските фондови и да ги прилагодиме кон нашите барања во градот. Мора да најдеме и владини пари и светски пари за да вложиме во градот. Јас само сакам да кажам една забелешка. Генералот му поставува прашање на својот коалицијски партнер и му дава можност уште да се доискаже. Мислам дека тоа е работа на водителката. Вие можете да го кажете ставот, а не да поставувате прашање. Тоа е контра реплика. Тоа е контра реплика е друга. Пред 4 години слушавме многу големи ветувања за автобускиот превоз. Еколошки чист, нови 200-300, не знам колку беа автобуси, бесплатни карти за автобусите и што видовме? Автобуси кои што стојат во гаражи, стојат расипани, луѓе кои што чекаат на автобуска станица по неколку часа и луѓе кои се гушат, особено во зимските денови, бидејќи нема автобуси. Она што беше наше решение и пред 4 години, меѓутоа тоа решение за жал седи 4 години во фиока поради нечи, не знам, политички интереси, политички наети, е БРТ. Тоа што сега ми е драго што го кажуваат како решение, се разбира и ние сметаме дека особено втората траса треба да биде разгледана одново, меѓутоа за првата траса да кажеме дека има обезбедено и студија, има обезбедено и средства, значи таа може многу брзо да почне да се реализира. Тоа е трасата од Ѓорче Петров до Новолисиче, како што кажав, е 13 километри и е подготвена, може да биде готова до 2027 година. Напоредно со оваа траса ќе се работи на втората траса, на втората линија север-југ, за која што кажав дека треба да се разговара во советот, меѓутоа да го кажат своето мислење и стручњаците, да видиме дали има тука некои нерешени и проблеми со граѓаните. И она што е многу неопходно на градот, тоа се 200 нови екоавтобуси кои ќе го обноват целиот возен парк. Исто така за решавање на проблемот со автобусите, со ЈСП е неопходно да се размисли. Ние го нудиме како решение. Оние што доаѓаат од внатрешниот дел на Републиката, бидејќи знаеме дека сите се сливаат во Скопје дневно, не знам по колку граѓани, би требало да има можност со бесплатен паркинг да им се овозможи на влезот на Скопје и од тука да имаат автобуси да може да циркулираат во градот. На тоа, со тоа мислам дека многу работи ќе бидат решени. Така, ќе се поднесе повелета. Јас би сакал нешто да кажам околу паркинзите и околу ова со автобусите и така Ја на. завршивме со Да, околу јавниот превоз да ќе се префрлиме на паркинзите како нова тема. Не, за јавниот превоз. За превозот јасно. Јас за јавниот превоз би сакал само да додадам, ама поврзано е пак со паркинзите. Кога аеродром постанува тесно место за паркирање, замислете што се случува во центар. Излезот го гледам само во правење на подземни гражи, затоа што овие катливи гражи до трет спрат се користа, повеќе не, и одредени монтажни гаражи, само тоа е спасот, други. И градски паркинг, сите места да ги преземе, да нема диви паркинзи, до колена све вокал и прашина и ние одиме таму паркираме и не плаќа по 100 денари, 50 денари, особено во општина Чаир, Бит пазар и така тие делови. Јавниот превоз не е само важен од причина што им овозможува превоз на граѓаните на Скопје. Меѓутоа, со решавањето на проблемот со јавниот превоз во Скопје ќе се реши проблемот со загадувањето и со паркинзите, затоа што кога ќе се стимулира граѓаните наместо со автомобили да користат јавен градски превоз, ќе се реши автоматски, значи и загадувањето, ќе се реши и проблемот со паркинзите. Меѓутоа, за граѓаните да ги стимулирате, да ги остават автомобилите дома и да користат јавен сообраќајен превоз, потребно е да им овозможите ефективен градски превоз. Тоа значи нови автобуси, редовни автобуси. Кога вие ќе имате автобуси на секои 5 минути, воопшто нема да губите време, ниту бидејќи автомобилот е и средство кое што не може секој да си го дозволи, особено на вака високи цени на бензините, а за паркинзите сосема друга тема, затоа што и во централното градско подрачје
еден час Бинго паркинг е е да се 250 денари, така да веќе и автомобилот и паркингот стануваат социјална категорија да не може секој да се ја дозволи. Значи, може да се ја дозволат оние со подлабок џеп, оние кои што немаат доволно средства или кои што немаат автомобили, се приморани да користат јавен превоз и тогаш бидејќи го нема, чекаат по саат време за да стигнат на саканата дестинација. Меѓутоа, она што сакам да го кажеме, токму она што го кажа господинот Ристопенов дека е 12% на платата на тоа е не е аргумент дека не треба да функционира јавниот превоз, токму тоа е аргумент дека треба да биде бесплатен јавниот градски превоз. Ние тоа го имаме дискутирано Некој мора да го плати, јас говорам никој не го плаќа. Ќе дојдеме до тоа, значи ние го имаме ова дискутирано на координациите во Советот на град Скопје и бидејќи сега имаме ние бесплатен превоз за пензионери и за средношколци. Изминативе години ниту Министерството за социјална политика, ниту Министерството за образование не си ја плаќаше својата дотација кон градот за да се овозможи овој бесплатен јавен превоз. Инаку јавен бесплатен превоз имаме во Ниш, има во Белград. Не треба подалеку да идеме. Значи ако може таму да функционира, може да функционира и тука, само треба да се најде модул во корелација градот со владата. Не може владата да се однесува, не е градоначалникот од мојата партија и јас нема да учествувам. Тоа апсолутно не смее да се случи. Господин Пенов имаше... Јас сум голем противник на популизмот. Тој го уништува Скопје. Ама тоа ветување постојано, нели? Најлесно е бесплатен јавен превоз. И постојано ги деградираме системите. И пред 4 години многу убаво звучеше. Јас сум живеел во социјалистичка Македонија. Кога сум учел студент, кога беше најбогата Југославија, 70-те години. Ја немав бесплатни книги, немаше бесплатен превоз. Имавме некаква бенефицирана месечна карта, но моравме да си ја платиме. Што е ова на се ќе даваме бесплатно и се не функционира? Ако веќе државата решила некому да даде нешто бесплатно, што е добро, ама на сите не, него на одредени категории луѓе, тоа мора да го плати. Инаку, овие ветувања со европски пари, со нови проекции, тоа у овој мандат не треба да знаат граѓаните, не може да се случи. Европски проект у 4 години не може да профункционира. Таква е таа бирократска процедура. Владата, тоа што ни го ветува, еве година и пол не прави ништо. Најголем спас за ова што го кажувате за од Велес, од Куманово што доаѓаат луѓето, па возот, пругата постои, па еден шинобус да се стави 1000 души, 200 коли, нема да влезат во Скопје. Не се прави. Значи, волја за и надеж дека некој друг, само тој што е одговорен, тој може да го реши проблемот. И тој може да го реши ако знае. Најбрзото решение, првично што мора да се направи, жолтата лента да ја заштитиме. Автобусите да одат побрзо и потоа кога ќе купуваме нови автобуси, тие да имаат каде да возат. Сега автобусите заглавуваат, стојат и превозот не е атрактивен. Морам со кола да одам до центар. Да завршите. Катев, господинот Котевски, па Дамевски, мораме ред. Така, првата фаза од БРТ може веќе до 2027 да профункционира, бидејќи средствата ги имаме веќе. Не мислев на за тоа. Ја мислев за тоа дека сметате. Што се однесува до ветувањата од пред 4 години за бесплатен, мислам дека тоа беше оној тригер на кој највеќе се залепи населението. Бидејќи ветувањето беше бесплатен јавен превоз за сите. А што добивме? Ние не добивме ниту автобуси кои што функционираат, а не бесплатно па за некого. Инаку, јас сметам дека одредени категории што се социјално ранливи, не велам сите, Пенов, меѓутоа одредени социјално ранливи категории треба да имаат навистина бенефиции, што највеќе го користат. Тие треба, затоа велам категории треба да имаат бенефиции во користењето на јавниот превоз. Не може да ги оставиме сите. И она што е многу битно
е да имаме едноставно плаќање во автобусите со картички или пак со мобилен телефон. Ајде. Само да се надоврзам, токму за ова и мене ми беше апсурдно да имаат бесплатен превоз пензионерите, средношколците, а невработените, оние кои што фактички се социјално загрозени да плаќаат, и токму од тие причини нашата советничката група на Левица поднесовме амандман со кој што баравме од буџетот да се одвојат средства за бесплатен превоз, бидејќи не може одеднаш да се направи бесплатен превоз за сите, токму за невработените како најсоцијално ранливи, меѓутоа за жал тој амандман не се изгласа во Советот и не се реализираше. Излегува дека баш невработените кога најмногу ќе им треба да завршат нека обврска, да користат јавен превоз, да не може. Точно да се определат кои се невработени, бидејќи знаеме дека и тоа има злоупотреба. Контрареплика е конкретно на ова, така. Јас имав да додадам нешто, немав контрареплика. Вие за контрареплика сакавте да кажете? За реплика сакам да се. Реплика, само да каже бидејќи директно на темата и веднаш потоа ќе кажете. Тригерот за добивањето на изборите пред 4 години сигурно не биле автобусите, туку била лошата работа на СДСМ во претходниот мандат од 7 години во кој што ја водел државата и понудените опции. Ќе зборувам со контрарепликата, генерално сакам да насочам кон Катерина од Левица. Во првата дискусија спомна дека треба да слушаме науката, треба да зборуваме да ги прифатиме нејзините решенија кога ги имплементираме. За во втората реплика да каже дека со решавањето на јавниот превоз ќе се реши загадувањето. Јас се потрудив да ги прочитам сите научни студии кои што се изработени за загадувањето во градот Скопје и сите укажуваат дека загадувањето влијае, дека јавниот превоз влијае на загадувањето 7, 10, 13%. Овие други 90% од загадувањето кои што се водат во Скопје треба да ги решаваме во интензивна работа во следните 6, 7, 8 години. Не можеме да ги заведеме граѓаните дека тие не треба да влезат во процесот и да учествуваат, дека не треба индустријата силно да се контролира, дека не треба домаќинствата да придонесат кон намалување на загадувањето и да ги убедиме дека само со тоа што ќе направиме еколошки јавен превоз, ќе го снема загадувањето. Мора барем во оваа комуникација со граѓаните да ги убедиме дека сите треба да се идентификуваме како загадуваме и потоа да придонесеме кон намалување на загадувањето. Сега повторно се надоврзуваме на во делот на проектите и брзината, доста се убрзани проектите во последните години. Јас ќе кажам дека во последниот проект што држава го аплицирала од почетокот на идејата до добивањето на средствата и почеток на имплементација од една од агенциите на Обединетите нации поминале 9 месеци. Така што кога добро се работат проектите, кога добро се проект е тој? Тој е проект на ФАО за набавка на опрема за мониторирање на шумските пожари. Тие се интервентни пари, тоа е не се тие интервентни пари, тие се средства во кои што исто така порано се влечеле со 3 години, 4 години, 5 години, овој е добиен за 9 месеци, затоа што интензивно се вложиле луѓето кои што работат таму. Така што има можност да се добијат повеќе пари, да се добијат добри пари, ако добро се цели и се направи добра проектна единица која ќе работи со тоа. Но проект имаше и за набавка на екоавтобуси и но тоа се блокира и ја покажува важноста на И уште полошо. Градот Скопје има платено до сега 1.300.000 евра за БРТ системот казнени камати. Затоа што е блокиран и не го користи. Тоа практично да го прикажеме. Тоа се 6 нови автобуси кои сме ги изгубили или можеле да возат низ градот, или 6 камиони кои денес не достигаат во комунална хигиена за овој отпад да се изнесе. Се разбира дека јавниот превоз и воопшто превозот, јавното сообраќајно претпријатие, сите автомобили, значи што сообраќаат низ скопските улици, се дел од загадувачите. Меѓутоа јас не кажав дека се единствени, нормално дека тука се пред се индустријата, што сите некако ја кажуваат последна и ги кажуваат дека се домаќинствата и сакаат да посочат дека сиромашните граѓани се најголемите загадувачи, што не е точно. Тие се загадувачи, меѓутоа не се најголеми. Најголемите загадувачи се индустријските капацитети, депониите и уште меѓутоа, ако сакавте да изнајдете решение за загадувањето, не требаше да бойкотирате јавната расправа која што ја организиравме во парламентот. Можевте да дојдете заедно како што дојдоа другите политички партии да дискутираме, значи како се решава проблемот. Се лоцираат
причините и се решава последицата. Меѓутоа вие одлучивте да ја бойкотирате, не дојдовте Ма и сега дефинирани кажувате се, како да дефинирани се Ако причините и да. начините. Нема и сите бевме директно спомнати. Директно бев јас спомнат во вас, замолувам само уште еднаш. Направена е точно, како што кажувате ви, анализа, точно кој загадувач. Супер, реализирајте го. Реализирајте Заедно го. треба да го реализираме. Тоа кажам, следниот мандат на градот треба да се постават мерките кои што сега ќе се поврзат со државната Ама стратегија пак е која тоа што ветување за подобро утре, ветувавте и модерно Скопје, па не е Скопје модерно сега. Како да ви сега ви веруваме? кажам што точно Како ќе да се ви стави. веруваме? Да. Може ли да ми овозможите да зборувам само? Ајде, минута за контрареплика, затоа што господинот Котевски Така е. тој има на Ама темата вие да... само одите реплика контра реплика и ние не Директно се се искажуваме. директно Ние се разговараме посочени. за проекти, Точно се извинете. научно поставени. Второ се развива втор модел кој што точно ќе покаже во кој мало кој загадува, со колкав процент загадува, за да може и луѓето да се идентификуваат, и индустријата да се идентификува, да не одиме со флоскулите, ние сега ќе ги спасиме сиромашните, ние сега јавниот превоз ќе таму. Точно ќе се идентификува кој оџак, оџаците загадуваат, не загадуваат луѓето. Треба да видиме кој оџак колку загадува, како да помогнеме да се смени горивото во тоа ложиште или како да помогнеме сообраќајот да се замени кај гориво за да може да се намали загадувањето. Господин Котевски. Ние правиме во старт одредена грешка кога се работи за јавниот превоз, а тоа е набавката на автобусите. Сега ова фирма, овие двоспратните автобуси, Итком, е во стечај, нема резервни делови, 160 автобуси се надвор до потребни. Одделението кое е таму за одржување во ЈСП не може ни да стигне, а не и да сака не може тоа да го направи. Следно, во ЈСП е потребно да се водат дополнително. Исто, одделение за одржување на хигиената. Вие внатре кога ќе влезете во еден автобус е непријатна, таква миризба, таква непријатна миризба што граѓаните секој ден не чувствува. А што се однесува до загаденоста, научните студии овде покажале дека 50%, барем јас колку што сум запознаат, доаѓа од грејњето. И по 25% од возилата и така 25% доаѓа од делот кој се однесува на депонии и така натаму, прашина. И ова што го кажуваат, и ова што го кажува сега во делот на јавниот превоз, дека со користење на истиот, нормално дека ќе се свали загадувањето, тоа е евидентно, а ова што го кажува господинот Пенов за жолтата лента, таа постои, минатиот пат нешто разговаравме, меѓутоа тоа треба да биде, не се почитува, каде што Повторно треба. се навраќаме Не се кон таа почитува, значи неказливост тоа е и законски одредено, функционирање не на се друг почитува систем. жолтата лентна, која треба да биде не само за автобусите, него треба да биде и за брзата помош, треба да биде и за таксистите и за интервентни возила. Не може да поминете противпожарната, не може да помине кога има пожар заради гужвата и метеж сообраќајен во Скопје. Кате повели? Јас една работа се плашам дека повторно да не се вратиме како пред 4 години, бидејќи господинот Димитровски ми рече дека не е точно дека пред 4 години граѓаните гласале за ВМРО и за Данела, за нивната кандидатка, туку заради лошото владење на СДСМ претходно. Значи, повторно се плашам да не имаме иста ситуација како досега. Дајте да најдеме заеднички решенија и заеднички да работиме. Ако повторно ни се врати истото, едни со други да се јадеме, едни со други да не соработуваат, тогаш ништо нема да направиме. Ни градски превоз ќе имаме, ни зелени површини, ниту ќе имаме убав живот во Скопје. Имавте едно многу убаво прашање како навистина да дојдеме до убав живот во Скопје, како ќе биде привлечно да се живее во Скопје, не вака доколку се расправаме. Значи треба да имаме сите заедничка желба и заеднички да го сакаме Скопје. Така. Многу интересно како ја Ќе ви поставам, бидејќи пред крај сме, Меѓутоа имаш ќе реплика. дозволам кате да повели реплика на ова и последното прашање ќе биде токму за тоа како го гледате подобро Скопје. Меѓутоа ајде повели со репликата и ќе го Да, интересно како заокружуваме. господинот Даме ја сврте тезата дека ние сега ќе сме ги спасувале сиромашните, а правиме разговор тука за загадувањето. Еве, за ваша информација, во Советот ние предложивме амандман и тој се усвои и од оваа година ќе почне да се доделуваат филтри за оџаците на домаќинствата и на помалите фирми кои што не можат самите да си дозволат. Значи, за разлика од вас,
кои што 30 години само зборувате ке, ние реално делуваме во Советот. Како иако имаме 4 советници до сега се надевам дека ќе имаме дупло повеќе, имаме поднесено над 100 амандмани и иницијативи од кои што веќе се во реализација, како отварање на сензорни соби во средните училишта, отварање на дом за лица со попреченост, поставување на лежачки полицајци, субвенции за инвертер кливи, како што кажав за оџаци на, значи само треба да се има волја и да се сака да се работи. Меѓутоа некој сака да живее хипотетички во некое си подобро идно време, за жал. Одлично е ова со пиарот, но мора да кажам дека се активирани 4 програми кои што во моментот им се достапни покрај другите на оние групи кои што имаат помали примања, на жени кои што се носители на семејството, на повратници од странство и на други маргинализирани групи со кои што добиваат директна субвенција од владината програма до 30% од инвестицијата кога прават или енергетска фасада на своето домаќинство, или менуваат прозори, или го менуваат системот со грејење за некој кој што помалку емитува. Така што вакви програми имаат 4 кои што се активни на пазарот и кои што работат. Дополнително има програма која што се бави со малите и средни претпријатија за подобрување на нивната ефикасност и намалување на загадувањето од нив. Така што во тој дел владата во оваа година и пол ја почна својата програма, во сите програмски активности 24 наведени, почна со работа. Време е градот да се приклучи кон ваква добра програма и да учествува со својот дел, односно да стане комплементарен на програмата, да пробаме во тој период од 6, 7, 8 години да го направиме воздухот во Скопје поднослив. Јас само една работа би замолила владата да не ги бира општините каде што ќе инвестира, како што имавме досега можност да слушаме на пресконференциите дека со помош на владата ќе изградиме ова. Мислам дека владата треба да биде мајка на сите, а не на едни мајка, на други маке. Значи сите да бидат општини еднакви. За сите граѓани не вика во која општина живеете, вика како не, јас кажувам за пресконференциите. Бидејќи, ајде уште сосема кратко го споменавте проблемот што директно е пак поврзан и со загадувањето и со јавниот превоз, но и генерално голем проблем во Скопје паркирањето. Значи, тоа станува особено во центарот на градот невозможна мисија. Сосем кратко и ја заокружуваме. Добро, ако треба да зборуваме за паркирањето, за сообраќајниот метеж, више зборувавме малку. Јас ќе сакам прво да искористам една минута и да кажам за 3 големи проблеми кои што ги гледаме со можни решенија во програмата за Советот, значи прашањето за младите во Скопје, на кои што треба да има возможиме Скопје да го гледаат како свој град на еднината и при тоа да има возможиме во програмата за чист воздух, во програмата за соодветно управување отпад, во програмата за од културна пустина до културен град, да има возможиме културни настани кои што сега ги нема, културните институции во градот се целосно запуштени и да има возможиме дигитализиран град во кој што може да функционираат и како дигитални номади, да ги нудат своите услуги во светот, а да живеат тука во наше Скопје. Во вториот дел во јавниот превоз зборуваме повторно за реформиран, брз автобуски превоз, интегрирани велопатеки и во третиот можеби најважен сегмент за кој што не зборувавме денеска, зборуваме за град на луѓе. За јавни простори кои што треба да им ги вратиме на Скопјани, кои што сега им се узурпирани од разни паркирани возила, од индивидуалци, од поставена индивидуална опрема, за безбедниот сообраќај. Ние имаме деца ни гинат по улица, а ние се уште немаме стратегија на градот за намалување на сообраќајните несреќи во градот и поставуваме стратегија за 0 деца жртви од сообраќајот. Бидејќи тече времето, ќе кажам, најважно од се можеби, дека треба да доведеме луѓе кои што се свежи, кои што имаат добри идеи, кои што имаат интегритет и кои што знаат да реализираат проекти од вакви области во градот. Бидејќи ова го искористивте како за окружување, тогаш ќе мораме да ја фокусираме и така и да ја привршуваме практично емисијата, каде она што го споменавме, како да биде Скопје подобро место за живење и еве можеби како би реагирале како идни советници кога можеби она што е став на партијата нема да соодветствува кога ќе треба да кренете. Само една работа сакам да кажам, да се согласувам на граѓаните. Се согласувам дека треба да има нула толеранција за небезбедноста на граѓаните, особено на децата, меѓутоа мислам дека тоа е голема работа, освен на домашното воспитување, освен на ригорозните казни кои што треба да бидат воведени, меѓутоа тоа е сепак работа на МВР, да оставиме МВР да си ја сработи, да си ја сработи работата. Треба да биде безбедна за да може децата безбедно да одат до училиште. Меѓутоа треба и МВР да си ја сработи работата. Она што би сакала да го кажам околу паркинзите, да не останам должна за паркинзите да кажам, за најголемиот проблем, бидејќи јас секојдневно се соочувам со тоа, најголемиот проблем со паркингот на клинички центар.
Значи, и сегашното решение кое што се нуди не е решение, бидејќи тука може да се изградат две монтажни гаражи. Значи нема да заземат простор, има точно 2 места слободни во клиничкиот центар. И тука сите болни треба да доаѓаат, а не да доаѓаат и дополнително да се разболуваат. И не е точно дека некои пациенти ќе бидат ослободени, туку тие веќе се ослободени. Туку тие треба да им овозможите да најдат слободни паркинг места. А ќе го искористам како реплика можноста да кажам. Добро, господин Котевски. Јас Втор пат му давате за Паркинзи да зборам. не, јас не Не, ова е зборувам завршено. повеќе за Ова е- за да, Паркинзи, кажав ја што имав и јас би сакал една порака да упатам до граѓаните да размислат добро на кого ја даваат одговорноста и на кого го даваат гласот при овие избори, затоа што сведоци сме дека партиите се издигна над институциите. И тоа е пропас за општините и за општеството. Јавните предпријатија, институциите треба да го заземат своето место. Тие се носителите на функции во државата и во општините. Ние како советници утре, како совет, треба да бидеме одговорни према граѓаните. Мене ми е срам да ги слушам граѓаните кога кажува лажат, крадат. Лажете, крадете. Знаете тоа што значи? Луѓето изгубиле довербата. Ние треба да се вратиме на позитивна нула и да тргнеме еден чекор напред. Да ја вратиме довербата кај луѓето. И мене ми е жал во овие 35 години што ние не го изградивме чувството за државност кон државата само од партиските послушници и од она што се вели јас ќе го слушам лидерот и никој друг. Не е така. Треба да видиме што народот кажува и што чувствува во оваа држава. Само така овде ќе се вратат и младите и возрастните, ќе се чувствуваат и ќе ја градат и бранат оваа држава. Кате повеле? Не можеме да очекуваме дека оние што го крирале проблемот ќе бидат и решение од проблемот. Не можеме да очекуваме од двете партии кои што најизменично се менуваат на власт дека сега нешто во иднина ќе направат, кога имаме и факти и докази дека ако сакале и можеле до сега тоа да го направат, бидејќи имале можност да бидат на власт. Сакам да им упатам апел на граѓаните, својот глас во недела да го дадат на политичка партија која што изминатиот период се покажала како активен креатор на локалните политики, во советите, и исто така како да го направиме Скопје е подобро, многу лесно, со ефективна градска власт и продуктивни градски предпријатија, кои ќе се скратат трошоците, непродуктивните трошоци кои што сега идат за вработување преку приватни агенции при постоење на државна агенција за вработување, кои ќе се скратат трошоците за приватно обезбедување наместо да се вработат чувари и уште многу други такви. Парите ќе се пренасочат во проекти за граѓаните, а не место да идат во приватни джепови, и Скопје ќе биде многу побаво место за живење за сите. Така, господин Пенов. Јас само сакам да кажам дека граѓаните на овие избори треба да си изберат своји представници кои ќе им ги решаваат проблемите и да не запаѓаат во замката дека владата ќе ги реши. Ние и сега имаме влада и нешто спомнавме, железничкиот превоз до Скопје не го решава, универзална сала не ја гради и нешто што е најстрашно, ние како претходна влада дадовме гаранции, министерката тогашна Бисера Костадиновска, дека Скопје има потреба и може да го спроведе проектот Скопје град центар на европската култура. Еве денес ништо не се прави. Од денес или од после изборите ќе се почне, не може ништо да се направи. Културните институции руинирани, универзална сала не почната, поштата изгорена, ниеден нов објект, а проектот нуди пари да ни... Да. Верувајте дека времето ни е при крај, ако е како реплика, и завршуваме. Се јавивте и даме и Кате, сосема кратко ве молам. Она што мора да се направи во наредните 4 години е да ги заборавиме
изминатите 4 години, да не работиме воопшто како изминатите 4 години, нашиот град да биде град кој што се гради со плани со корупција, не со инает и со партиски решенија. И она што е многу битно, советниците, градоначалникот мора да бидат транспарентни и отчетни. Тоа досега го немавме. Ќе се задржам кратко на една тема која што не успеавме да спомнеме, дека секое мало во Скопје има своји специфики. Постојат мала кои што имаат проблеми за кои што не сме зборуле во кампањата, почнувајќи од проблемите со бучава во центарот. Тоа нема да можеме сега сите да ги... А треба да им овозможиме на луѓе кои што сега ги... Оградивте во чај, да. Исто така да кажеме дека Ама не се оградивте од нив. Да. И Левица учествува во владата сега во градот Скопје затоа што ги има директорите во културните установи, а не зборувавме за културната програма во градот која што е донесена до нула. Тоа секако е да, во вашите програми и верувам дека довербата на граѓаните е клучна и дека ќе успеете она што е ветено да го изреализирате, бидејќи навистина тоа граѓаните го очекуваат и имаат право на тоа. И тоа сите заеднички. Така, ви благодарам многу за издвоеното време и ви посакувам секако успех на изборите и нека победи како велат најдобриот и со она што ќе го вети да го изреализира. Вам ви благодариме што бевте заедно со нас, правиме кратка пауза и потоа ќе се видиме повторно.